Почитувани, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денес би сакал да зборувам за доаѓањето на Исус. Ова утро моите мисли беа сконцентрирани кон доаѓањето на Исус. Не велам дека немав и други размислувања, но сепак размислувањето за доаѓањето на Исус се уште ми го привлекува и како моето внимание. И тоа секој ден. Нема ден, а да не мислам дека Исус брзо ќе дојде. Но понекогаш мислите се поинтензивни во тој правец. Исус ќе дојде. Синоќа на богослужбата ги прашав верните дали времето брзо им минува и сите рекоа дека брзо им минува. Ако ни минува времето брзо, тоа значи дека и Исус брзо ќе дојде. За доаѓањето на Исус има многу проповеди и коментари. Луѓето најмногу се интересираат кога ќе дојде тој и како ќе биде тоа. Но што и да кажеме во врска со неговото доаѓање, сигурно нема да биде можеби најточно, бидејќи никој од нас не знае кога Исус ќе дојде. Дали се сеќавате кога бевме помали, ни зборуваа дека на 2000-та година ќе дојде Исус и тогаш ќе заврши светот. Некако така бевме убедени, зашто така се зборуваше. Кога дојде годината, ништо не се случи. Веќе изминаа 24 години и сега нема некој датум што може да го заокружиме и да кажеме дека Исус ќе дојде. Сега немаме никаква представа за тоа како што луѓето ја толкуваат 2000-та година како последна година за постоењето на светот. Но сепак, имаме препознатливи знаци дека доаѓањето на Исус навистина брзо ќе дојде. Исус ни ја предочи смоквата. Кога ќе видите, вели тој, како разлистува таа, тогаш знаеме дека летото наближува. Така и во поглед на доаѓањето на Исус. Кога ќе ги видиме знаците кои укажуваат на доаѓањето, тогаш со сигурно знаеме дека тој брзо ќе дојде. Но кои се тие знаци кои укажуваат на неговото доаѓање? Исус вели, заради многоте беззаконија, тоа е запишено во Евангелието според Матеј, заради многоте беззаконија во светот, љубовта кај мнозина ќе излади. Љубовта се помалку ќе се рефлектира, ќе се покажува, не само општо во светот, туку и кај најблиските по крв. Семејните односи ќе бидат нарушени и ќе има неред во нив. Сведоци сме дека тоа се е поприсутно. Нема ден да не слушнеме дека татко дигнал рака против син, што е најужасно и обратно. Зар тоа не се знаци? Или можеме да кажеме како сите што кажуваат, па така било од секогаш? Потоа Исус вели дека ќе има лажни месии и лажни Христоси. И тоа е еден голем знак. Преплавени сме од лажни учители. Во денешно време замислете колку лажни учители и пророци има. Лажните учители ги има на сите страни. Само кој може да ги препознае. Во денешно време мнозина почнаа да, например, да го негираат Светото Тројство. Сите што го негираат Тројството се лажни учители, и тоа сигурно. Мнозина проповедаат спасение, например, само по дела, што е знак дека и тие се лажни учители, бидејќи спасението е исклучиво преку вера и само преку вера. А верата само од себе си создава дела, кои не се услов за спасение. Мнозина ги прифаќаат лажните религии кои го носат знакот на христијанството и се во екумена со нив што укажува на лажни учители. Има и многу други препознатливи нешта кои укажуваат дека навистина живееме во време кога доаѓањето на Исус е многу близу. Но да ти поставам едно прашање. Спремен ли си за средба со Исус? Спреми се, може да дојде утре, до година или после 5 години. Важно, Исус ќе дојде. Облечи се со бела облека, тоа е символ на правдата, и чекај го. А додека го чекаш, работи, сведочи за него. Исус ќе дојде брзо.
За ова нешто неговите ученици го прашаа кои се знаците, како да препознаат. Тие го прашаа велејќи: Учителе, кога ќе биде тоа и каков е знакот дека тоа ќе стане? А тој им рече вака: Исус, внимавајте да не ве заведат, зашто мнозина ќе дојдат во Мое име и ќе речат јас сум и времето се приближило. Не одете по нив. Кога ќе слушнете за војни и буни во светот, не плашете се, зашто тоа треба прво да стане, но не е веднаш свршетокот. Тогаш им рече: ќе се подигне народ против народ и царство против царство. Ќе има големи земјотреси во светот, а на разни места ќе има глад и помор. Ќе има стравоти и големи знаци на небото. Но пред се тоа, ќе стават раце на вас и ќе ве гонат, ќе ве предаваат во синагогите и во темници, ќе ве водат пред цареви и управители заради Моето име. Тоа ќе ве овозможи да сведочите ним. И така, ставете си во своите срца, да не се подготвувате како ќе се браните, зашто јас ќе ви дадам уста и мудрост на која не ќе може да и се спротивстават и да противречат на сите ваши непријатели. А ќе ве предаваат и родителите, и браќата, и роднините, и пријателите, и ќе убијат некој од вас. И сите ќе ве мразат заради Моето име, но вам нема да ви пропадне ни влакно од главата. Со своето трпение ќе ги спасите своите души. А кога ќе го видите Ерусалим, дека е опколен од војски, знаете дека е близо неговото запустување. Тогаш оние кои се во Јудеа, нека бегаат во планините, а кои се во градот, нека излезат надвор, а кои се во полето, нека не влегуваат во градот, зашто тоа се денови на одмазда, за да се исполни се што е напишано. Но тешко на бремените и на доилките во тие денови, зашто ќе има голема неволја во земјата и гнев врз овој народ. Ќе паѓаат од сечилото на мечот и ќе ги одведуваат во робство меѓу сите народи. А народите ќе го газат Ерусалим, додека не се исполнат времињата на народите. И ќе има знаци на сонцето, на месечината и на звездите, а на земјата народите ќе бидат опфатени од страф и збунетост, од бучењето и од морските бранови. Луѓето ќе примираат од страф, од исчекувањето на она што ќе го најде светот, зашто и небесните сили ќе се затресат. И тогаш ќе го видат човечкиот син како доаѓа на облак со голема сила и слава. Почитуван, Исус брзо ќе дојде. Спремен ли си? Спреми се.